Добро вечер, вести на Канал 5. Одржан е кризен состанок со експерти од Градежниот факултет, општинските служби и надлежните институции по инцидентот во центарот на Скопје во близина на Католичка црква, каде што при ископ за изградба на зграда се појави свлечиште. Донесена е одлука јамата веднаш да се затрупа и теренот да се врати во првобитна состојба, а експертите предупредуваат дека се потребни построги стандарди и поголема контрола при градежни зафати во густо населени делови од градот. За ова од Маја Стојановска. Итно затрупување на градежната јама и враќање на просторот во првобитна состојба. Ваква одлука донеле експерти од Градежниот факултет и општинските служби, а на тоа се согласил инвеститорот. Ова е една од мерките кои биле донесени на кризниот состанок, одржан по инцидентот на Теодоси Гологанов, каде при ископ со багер за изградба на зграда се појави свлечиште. Како што посочи деканот на Градежниот факултет Јосиф Јосифовски, биле дадени и други експертски препораки за стабилизирање на теренот и спречување на дополнителни оштетувања на соседните објекти. Јосифовски веле дека инспекторите се дефицитарни и предупредува дека недоволно внимание се посветува токму на заштитата на градежните јами, особено во густо урбанизираните делови од градот, зашто апелира дека се неопходни нови стандарди и построги процедури. Се донесоа некои интервентни одлуки и мерки што треба да се прави веднаш. Се дадоа исто налози за тоа како понатаму ќе се постапува, така да во наредните денови ќе има разрешници, а што е најбитно, ние се потрудивме и како експерти да ги даеме најдобрите совети за да таа состојба се санира, да се затрупа едноставно градежната јама и да се врати во првобитна состојба, па оттаму да се бараат понатаму решенијата, на што се согласи и градоначалникот и инвеститорот. Локалните жители велат дека се загрижени за безбедноста на околните згради и очекуваат надлежните што поскоро да се погрижат за санација на просторот. А дел од нив пред камерата на Канал 5 раскажа и дека биле сведоци на самиот момент на инцидентот. Ја бев сведок кога во неделата во 1:20 почна како домино да се паѓа целиот турен. За 5 секунди беше све испадна. И човекот што работеше со багерот, едвам некако испадна, му помогна една жена и еден така не помлад и го извадија и му ја клисна. Тука живеам у зградава. И сега рекоа дека не било безбедно, треба да дојде комисија да види. Од општина Центар најавија најстроги санкции, одземање на лиценци и пријави до надлежните институции за инволвираните лица во градбата. Оттаму посочија дека при извршениот увид од инспекцијските служби биле утврдени низа неправилности, зашто го информирале и јавното обвинителство. Оттаму велат дека известувањето пристигнало денеска и ќе биде разгледано. На таблата кај градилиштето како изведуваче посочена и компанијата Конструкциони Инвест Дуел Тетово, но оттаму за Канал 5 појаснуваат дека тие се уште немаат започнато со работа на таа локација и дека работите со багерот ги извршувала друга фирма. Лидерот на СДСМ Венко Филипче бара распишување на референдум за уставните измени и интеграцијата во Европската Унија. Според него, граѓаните треба да одлучат дали сакаат да ја платат цената заради Мицкоски. Порача и дека, според него, внесувањето на малцинствата во Уставот не се никаков ризик ниту за идентитетот, ниту за јазикот. Од ВМРО ДПМН пак порачаа дека Филипче е единствениот кој верува дека уставните измени ќе бидат последниот услов од Бугарија. Дејан Трајковски. Граѓаните на референдум да се изјаснат дали се за уставни измени, повика председателот на СДСМ Венко Филипче, обвинувајќи дека премиерот Мицкоски и владеачката ВМРО ДПМН го блокираат евроинтегративниот процес на земјата поради лични лукративни интереси. Во однос на повикот на премиерот до опозицијата за обединување околу националните интереси и евроинтеграциите, Филипче оцени дека станува збор за лажно подадена рака и дека СДСМ нема да го поддржи како што кажа лажниот патриотизам и политиките кои ја изолираат државата. Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. И да им го кажат граѓаните вистинскиот став и одговор. А на власта е одговорноста. Власта ветуваше влез во Европа по поинакви, подобри, погорди услови. Така беше? Така кажува? Излажаа? Излажа како за се што лажат. Што е патриотски? Во неговата политика да изолира земјата.
И што точно значи неговиот повик за обединување? Нема да застанеме зад него и зад неговите погрешни политики, само за тој и бандата продолжат со криминалните тендери. Од ВМРО ДПМН пак сметаат дека уставните измени не се последното барање кон Македонија и дека единствениот кој верува дека нема да има дополнителни барања од Софија бил токму Филипче. Според нив, целта на Бугарија се историјата, идентитетот и културното наследство на Македонија, за кои велат не смеат да бидат предмет на политички договори. Очигледно е дека единствениот кој безрезервно им верува на пораките на Румен Радев, дека уставните измени се последна пречка на патот кон Европската Унија, е токму специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче. Македонската историја, која е надалеку позната и прочуена, Румен Радев ја представува како бугарска, а Филипче не осудува. Имате право да знаете какви отстапки ги би следеле, понатаму, доколку СДС и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Премиерот Мицкоски по вчерашната пресконференција со хрватскиот колега Пленковиќ изјави дека Македонија останува посветена на членството во Европската Унија, но не по секоја цена и без можност за идентитетски отстапки. На повикот за референдум возвратија од владата. Оттаму вела дека СДСМ продолжуваат да бидат меко ткиво на македонскиот идентитет. Ние сме за ЕУ и тоа е наша стратешка ориентација, што и го правиме на дело. Впрочем, укинувањето на оценската мисија од Советот на Европската Унија, отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. А како изгледа кога СДС се залага за референдум без гаранции за европската иднина, граѓаните можеа да видат низ пластичен пример од последниот референдум организиран 2019 година, се наведува во соопштението од владата. Ги завршуваме тука вестите. Имете убава вечер.